да ви кажа на почетокот, многу се радувам што можам да ви послужам и вечерва, а посебно сакам да ви кажам дека ова што вечерва ќе го слушнеме, ќе биде нешто, да така кажам, многу сериозно, но не толку страшно, зашто ова презентација која имам на едно место, ми реко слушателите, премногу е вели страшна темата. И насловот сам, браќи и сестри, покажува дека ќе стане збор за нешто сериозно што доаѓа, а со што ние како генерација која живе пред Христовото доаѓање, ќе имаме можност да се суочиме. И затоа немојте да се плашите ништо додека ово гледате, односно слушате. Тоа е она што е речено, она што веќе се случува и тоа е воедно и знак на времето во кое живееме. Ова е една опомена од Господа која доаѓа за својот народ, но пред се за светот кој е на минување. Се наближува нов свет, нели, кој Господ Исус ќе го воспостави со нови правила, ново нешто, далеко поубаво отколку што е ова. И затоа Господ Исус рекол, и тоа ќе го повторам, кога ќе го видите се тоа да се случува, знајте дека е близу што? Дека е близу нашето избавување. И уште нешто тамо кажува. Немојте вели да се плашите од она од што се плаши светот, зашто светот вели не ме познава, а вие ме познавате. Така да, браќи и сестри, мислам дека многу нешта ќе ни бидат кристално јасни во времето во кое живееме со ова презентација. Но ја би сакал да прочитам еден библиски текст кој се наоѓа запишен во книгата на пророкот Исаија, кој живеел 800 години пред Христовото доаѓање, и еве Бог преку овој негов верен слуга кажал нешто што ние веќе го гледаме, доживуваме, нашите очи тоа го гледат и се чудиме. Меѓутоа, тоа е така запишено и треба да биде така, нели? Ако не се исполнуват пророштвата, како ќе ни веде Господ? 24 глава книга на пророк Исаија, еве вели овде во 4 и 5 текст. Земјата тажи, венее, светот гине, згаснува, небото пропаѓа со земјата. Земјата е онечестена под своите жители, зашто го престапија законот, ја изгазија одредбата, го нарушија вечниот завет. Затоа проклетство ја проголтува земјата, незините жители се виновни, зато се изгорени земните жители и малку луѓе ќе останат. Еве, уште еден подсетник да е ова вистина. Да го подкрепам ова што некогаш Исаија го кажал, со еден вонредно сериозен цитат од Елен Вајт. Овој цитат се наоѓа запишен во Сведоштвото број 2, страница, Сведоштво број 2 за црквата, страница 346. Нема да го читам целиот, затоа што од половината на овој цитат тоа се однесува за Божиот народ, јас ќе го прочитам она што се однесува воопште за секој човек. И еве што пише овдека. Ми беше покажана страшната слика на состојбата во која се наоѓа светот. Неморал се гледа на сите страни. Развратот е посебен грев на ова време. Порокот никогаш не ја кренел својата глава како сега. Луѓето изгледат како пијаници опиени, а оние кои ја љубат вистината, речиси се обесхрабрени од смелоста, силата и распространетоста на овој грев. Беззаконието преовладува скоро во сите срца. Живеме, значи, во време кога земјата тагува и вели ќе се лула како пијан човек од незините беззаконија. И ова пророштво ние веќе, браќи и сестри, го гледаме како се исполнува и сведочи дека Господ ќе ни дојде. Уште еден текст има тамо во книгата на Исаија, јас се обидов да го пронедам, но моментно не ми текнува каде е. Кажува,
земните владетели или власти ќе изнемоштаат под притисокот на злото. И тоа е исто така нешто што се исполнува пред наши очи. Толку се чини зло да едноставно властите како да се веќе обесхрабрени и не можат да се справат со напливот на се поголем број на разновидни злочини и зла кои луѓето ги чинат. Ја би се радувал, браќи и сестри, кога би ова проучување допрело до нечие срце. Ја би се радувал исто така да и ова што ќе го проучуваме мене ме охрабри на овој начин што кога ќе ве гледам како вие внимателно ќе ја слушате Божјата реч, тоа за мене ќе биде охрабрување и поттик да продолжиме понатаму. Пред него што ќе поменувам презентацијата, дозволите ми уште нешто да прочитам од една стара книга, за која верувам дека малкумина од вас ја имате. Ова е стара книга, насловот е Прирачник за мисионските работници од Елен Вајт. Мало книже, али ова што пишува овде е многу важно. И ја кога прв пат го имав ова книже некаде тамо од 76-та, 77 година, браќи и сестри, го проголтав, така речи. Во не буквална смисла, туку во она што овдека пишува, толку ме одушеви да прочитав за еден момент, што велиме. И овдека на страница 63-та две реченици ќе прочитам. Година 1904 Елен Вајт го прорекла следното пророштво. Вели: наскоро меѓу народите ќе избие страшен немир, кој нема да престане се додека не дојде Господ Исус. Пророштво. Продолжувам. Божите судови се во доглед, војни и војни повици, уништувања, оган и вода, со оган и вода, јасно сведочат дека е многу близу времето на страшните завршни неволи, кои ќе се испуштат на становиштвото. Ние немаме повеќе време за губење, воениот дух завладеа со светот. Овдека ќе застанам и продолжуваме со презентацијата. Што мислите, браќи и сестри, за овој наслов? Ве плаши ли ова Божји судови? Ве заплашуват ли судовите земни, на кои се повеќе има неправда, мито, корупција? Испаѓа дека кривиот е праведен, а праведниот виновен. Во ова време така нам не се чини. И се сеќаваме за времето кога израелците, кога немале судии, што правеле? Чинеле секој што сакал. Кога Бог им воспоставил судови, ситуацијата била поинаква. Тие се од Бога орган и треба да ги почитуваме и се на судовите. Еве, ние, браќи и сестри, се соочуваме со стравотни Божји судови, кои почнуваат или наскоро ќе почнат во својата силина или жестина да се исполнуваат на овој свет. И ние тоа веќе го гледаме, насетуваме, душата ни е вознемирена, или пак може би сме и израдувани, затоа што после се ова што ќе се случува, ќе дојде конечно Господ Исус. Видите, браќи и сестри, кога велиме Божји судови, ние, односно тоа не асоцирам на одредени оружја кои Господ ја употреби во битката со сатаната и сатанските зли сили и во битката со сите сатански следбеници, негови извршители. И веднаш овде кај ве се поставуваат неколку прашања. Што си помислувате, зар е Бог војник? Зарем тој ќе војува со некакво воено оружје? Против кого ќе војува? И зошто ќе војува? И какво е тоа оружје кое Господ, или оружја кој Господ ќе ги користи во завршницата, во она завршна криза, за која Елен Вајт кажува ќе биде криза над сите кризи, за која пророкот Данилов 12 глава кажува дека ќе бидат неволи какви
човечко перо или пенкало не може да ги опише. Кризи на вековите, како кажува. Какви што не биле од давнина. Добро, Бог има своји оружја. Дали ние како христијани знаеме нешто за тие оружја? Дали доволно знаеме за Божите судови? Дали знаеме со каква криза ќе се суочи човештвото и секој поединечно од нас? Дали страшните природни катастрофи знаеме нешто за нив и кои се тие катастрофи? Во кој временски период ќе се извршуваат? Дали за време на седумте зла, дали пред тоа, дали пред завршетокот на милоста или после завршетокот на милоста? Одговор ќе добиеме вечерва на ова презентација. Елена Вајт нема напишено ниту една книга за страшните неволји. Туку само има во своите записи или списи, нагласува поедини кризни моменти кои ќе се одигруват, ги нагласува катастрофите и можните оружја кои Господ ги користи во последно време, казнувајќи го светот. Значи, таа нема напишено никаква книга или некое цело поглави за овие катастрофи. Но, од 1895 до 1905 Бог ги покажувал големината и природата на идните настани. Голем дел во ова книга, во завршницата на оваа книга, нели, еве од 62 страница па се до крајот, дух на пророштво ги опишува тие завршни настани какви ќе бидат. И еве само една реченица од овдека кажува: насекаде во светот ќе настапи немир и лјадници морски бродови ќе потонат во длабините морски, флоти ќе бидат уништени и милиони човечки животи ќе бидат жртвувани. Оган ќе изненада ќе избие и не може ништо да го угаси. Палатите на земските владетели ќе бидат уништени од буици на оган. Несреќи на железничките пруги и несреќи во големите автопатишта ќе има се повеќе и ќе има се повеќе жртви. Крајот е близу, времето на искушението ќе помине. И да не читам понатаму, препорачувам оваа книга, пошто ја нема во печат, и не знам дали некоја ќе се печати, можете слободно да си ја копирате. Нема многу страници, али ќе имате преубав материјал за читање. Нели? Така да ако ја можам да ја оставам на братот Борче или братот Јане како свештеници овде и копирате си вие кои сакате, во неа што пишува, никаде тоа не може да го прочитате во ниту една друга книга. Добро. Одиме понатаму да видиме. Погледате ова изјава на слугинката Господу или вестникот Господов Елен Вајт. Тоа е запишено во книгата Пророци и царви на 278 страница. Пишува: стоиме на прагот на кризи на сите векови. Брз редослед на Божји судови ќе се остварат еден по друг. Оган, поплави, земјотреси и војни. Кои оружје Господ ти ги користи во последно време? Овдека се спомнати 4. Едно оружје се вика оган, другото поплави, третото земјотреси, четвртото војни. Спомнува и вулкани, спомнува и град, кој ќе паѓа во големина на човечка глава, а обично на човечка глава тежи од прилика 2 килограми. И се замислите 2 килограми град да падне на некого, што може да се случи? Готово. Тоа значи животот е одземен од таа градоносна топка. Одиме да видиме уште нешто. Еве погледете ги Божите оружја кои Господ ги користи во свое време. Некој веќе ги користи, нели, а ја утрово кажав, браќи и сестри, и прочитав дека сите овие оружја кои Господ ги користи се само опомена до човештвото да се присети каде е и да се врати на вистинското место. А додека вистинските Божји казни, вистинското Божје оружје, Господ ќе го потреби во својата жестина тамо
pred početokot, odnosno pred završetokot na milosta, će go spomneme to ovde ka ima odgovor na praše. Da vidime. Veli ovde ka prirodni sili ili oružje koje Gospod ji koristi во казнувањето на овој зол свет и безбожниците кои живеат на овој свет, а ги има безброј, мал број се праведни, така и кажува Божјата реч, виде Бог од небото, да види има ли кој праведен. И вели, не видов човек кој е праведен, сите сгрешија, сите се беззаконици, нема праведен, вели. Тоа е констатација Господова во псалмите, тоа го пишува. Точно не се сеќавам кој псалм, али стои тој запис таков. Вели, град, спомна веќе за него, грмотевици, односно громови, земјотреси, ветер или оркани, они најстрашни ветришта кои ќе се појават, некои веќе ги гледаме, сме ги доживеле, сме слушале, како пустош останува задни. Бури и оган. Овдека јас сум навел и неколку текстови, кои можеме дома да се ги прочитаме и да се ги споредиме, ќе добиеме една јасна слика за овие орудија, дека Господ ќе ги употреби во своје време. Например, за Содом, Духот на прошлото кажува пред да пропадне Содом и да изгори, како се чувствувале граѓаните на главниот град на таа провинција. 5 градови тамо се спомнуват, меѓу кои Содом и Гомор, сигурно уште два други, кои биле најрасипани во секој поглед, почнувајќи од Содоми и така натаму. И кажува овде, Духот на прошлото, кога сонцето за последен пат се родило над градовите во рамнината, луѓето мислеле да започнат уште еден ден на побуна против Бога. Сите во рамнината планирале своји работи и задоволства, а Божјиот вестник бил исмејуван заради неговиот страф и опомени. Ненадено кога гром удрил од ведро небо, огнени топки почнале да паѓат на главниот град, кој бил осуден на пропаст. Библиски коментар, број 5, страница 1122. И овдека сум навел, проверете си го дома, Исаја 29.1. Кога овој текст ќе го прочитате вечера дома и го споредите со овој цитат во библискиот коментар, ќе добиете една јасна слика дека Бог во предвечерието на крајот на овој свет ќе интервенира. Еве, содомјаните уживале, јаделе, пиеле, без да насета што им се наближува. И Духот на прошлото кажува исто така, жителите на ова планета истото чувство ќе го имат, истиот стил на живење ќе го имат, истите постапки ќе ги прават, истите гревови. И ненајдено, вели, ќе дојде пропаста на многу градови денеска во кои се прават најголеми зла. Добро, еве, се спомнува и едно оружје кое Господ ќе го искористи, а тоа е водата. Ненадено, вели, од земјата воден млас ќе излезе и ќе потопи многу градови. Дури се спомнуват и некои градови кои едноставно вода ќе ги поплави и земјотрес ќе ги доуништи. Еве, овде кажува во книгата Патријарси и пророци на 99 страница. Млазеви вода, неопишена снага избивале од земјата и сврлајќи огромни камења 100 метри во воздухот. Дух на пророштво кажува ќе се повтори. Во време кога Господ ти рече доста е. А јас ви спомнам Сабајле, или утро, кога Господ ќе направи интервенција и кога ќе се подигне или стане од својот престол. Вели, кога неделниот закон ќе биде воспоставен и кога луѓето ќе се подигнат против Божите деца, да ги малтретираат и разни зла да им нанесуват, Господ ќе направи интервенција и тогаш, вели, ќе дојде Господ Исус. Што значи, сите знаци дадени во Библијата, а еве ја ќе ви кажам, браќи и сестри, нешто што ја го проверив, прочитав, значи. Нели Исус рече на своите ученици, ќе ви дадам, вика, односно по ова ќе знаете дека е близу. Кога ќе ги видите овие знаци што ви ги дадов, да се исполнуват пред ваши очи, знаете дека е близу времето на моето дање. Така. Сега, јас ги броев тие знаци и тргнав од Матејовото Евангелие 24 глава,
pa potom Lukino Evangelije 21. glava, kaj što se spomnuo to odredeni znaci, pa vo Otkrovenijeto, kaj što se spomnuo isto taka znaci naposledokot, i gi izbroji 32 znaka. I koga analizira, braće i sestri, koji od ovije znaci se ispolniti, zaključiv, deka samo ostana može biti 2 ili 3 znaci neispolniti. Što znači nije sme sosema na kraju, na završnicata, pred da se ispolniti poslednite znaci, a duhot na prošlo to kaže koga će se ispolniti i poslednite znaci, na Hristovo to dojađenje će dojde Gospod Isus. Tako da istražujete, kopajte po Biblijeta, po znacite koji se zapišenju u duhot na proroštvo to, da vi napomnam, ima znaci vo Biblijeta, biblijski znaci na Hristovo to dojađenje, ama znajte go i ova, ima i znaci na Hristovo to dojađenje vo duhot na proroštvo to. Jedna druga prilika koja ima možnost da dojdem i tije znaci će i pručime samo od duha na proroštvo. Zašto biblijski te već ih znajem i su godini gi čitame. Dobro, odime po natomom. Ušte jedno oružje se spomnu ovde, kad to je gradot. Spomno pred malku, deka vogolemina na čovečka glava, ili 34 talanti, kako tamo kažuva, grad vogolemina će pađa na čoveštvo to. I možete li da zamislite, i ova oružje, koliko luđe, jednostavno koliko luđe će im ga odzeme života. Vo završnica ta velam, koga Bog će reši konečno da se presmeta so bezakoniciti i bezakoniti su sami od Satana. Egipet nastradalo od grada. Zanimljiva izjava je slednata. Nebesni od arsenal je otvoren. Celata Božja vselena i njegovata oprema je podgotvena. Sudijata treba da izgovori samo jedan zbor i togaž od Božji od gnev će biti aktivirani strašni nastani na zemljata. Možda zamislite kako će biti Božji od gnev i kakvi strašni nastani će se odigravati koga sudijate će reći dosta je. Sve završi ili sve se svrši. Nije živeme baš vo vreme koga to će go doživeme. Ona što možem da go potvrdam, to je moje lično uverovanje, ja sam go to ispital i istražujem, deka nije najverovatno poslednite nekoliko godina će vidime ta generacija koja to će go vidime. Daj Gospod da to vide svega u naše vreme, a nastanite to ovo kažu. Naukata predvidува дека земјата има ресурси за опстанак на човештвото уште само до 10 години. И потоа што настанува со светот, а Библијата што кажува, светот ќе биде во страшна криза, криза на сите кризи, криза вековна, што не била никогаш порано. Добро, одиме понатаму. Ќе настанат гласови и грмежи, секавици, молни и земјотреси и се општи уривања. Секое движење во небесната вселена треба да го подготви светот за голема криза. Овој цитат е во книгата Специјални сведоштва од Елен Вајт, серија А, страна 38. Видите овде кај што пишува, браќи и сестри, вселената треба, односно светот треба да се подготви за голема криза. И луѓето тоа веќе го и насетуват. Сабали, ја ви прочитав еден цитат каде што кажува државниците, владетелите на овој свет, кремот на нашето друштво или општество се упатени кон она што се случува во светот и заклучува што? Дека се светот наоѓа на работ на пропаста. И ние тоа го односно ние тоа го знаеме, на нас ние тоа, браќи и сестри, однапред јавено и ние сме привилегирани од Бога да го ова знаеме. И никој друг ова не го знае. Никој друг толку не ги познава прошлото, колку што ги познават адвентистите на седмиот ден. Црква на адвентистите на седмиот ден. Седмата, последна Лаодикејска црква. На неј се дадени најважните пророштва, најважните небесни вистини. И благо на нас ако овие вистини ги добро познаваме, добро ги презентираме и живееме според тие вистини. Одиме понатаму да видим уште нешто. Запазете овдека. То значи да внимаваме на она што следи. Небесниот арсенал е отворен. Тоа е магацин за оружје, а тоа се природните сили. Целата вселена е подготвена и опремена за борба. Божјата вселена, тоа се верните становници и ангелите надвор од нашиот свет. Опремата, тоа е оружјето во магацините, повик за припрема за голема вековна криза.
уривачките природни сили ќе бидат вклучени и ќе предизвикат голема светска криза. Еве цела низа на катастрофи. Елен Вајт сватила дека ова криза ќе биде забрзана од многу катастрофи, не само од една или две. Бог не може долго да трпи. Неговите судови веќе почнале да се излеваат на некои места и наскоро неговиот знак на незадоволство ќе се осети и на другите места. Ќе биде цела низа на настани кои ќе откријат дека Бог е господар на светот. Девето сведоштво од Елен Вајт, 96 страница. Запазете го ова после овој силен и сериозен цитат од Елен Вајт. Божите судови гледаме ли со очи, браќи и сестри, со овие наши физички очи, но и со очите на нашата душа. Насетуваме дека нешто во светот се вознемирува, дека луѓето се во стресна состојба, дека човештвото очекува дека нешто ќе се случи. Гледаме ли ние како синовите Исахарови дека нешто се случува, предупредуваме ли, кажуваме ли дека нешто се случува сериозно, а нам ни е јасно што се случува, не треба да молчиме. Сега е време да зборуваме отворено за она што доаѓа. Не би ли се некоја душа осведочила, обратила и да прифати вистината? Божите судови веќе се излеват на некои места. Незадоволството Божје ќе се осети и на други места. Многу катастрофи, а не само една или две, ќе се случат. Овие катастрофи откриват дека Бог е господар на приликите и управува со светот. И послушайте го се во едно убав и сериозен цитат од Елен Вајт. Одбрани вести, број 3, страна 387. Кога кризата ќе дојде на нас, кога ќе дојде време за страдање или неволи, оние души од другите цркви ќе излезат напред и ќе се опашат со севкупно Божие оружје и ќе го воздигнат неговиот закон. Одбрани вести, број 3, страна 387, ово го кажува. И кажува дека во време на тие страшни кризи ќе има драгоцени души кои ќе се стават во првата борбена линија и ќе ги подкрепат оние кои се веќе малаксани, веќе се предават уморени од борбата и така натаму. И само да ве охрабрам, браќи и сестри. Некаде сум прочитал во сведоштвата, точно не се сеќавам каде е, али паметам да стои запишено дека во првата борбена линија сегашните борци, Божи деца, ќе омалаксат, ќе почнат да се предават, ќе почнат да губат битката, ќе почнат да кажува дека е се залудно, дека нешто не го разбираме, нешто не можеме да извојуваме победа, дека е многу тешка ситуацијата. И еве што ќе направи Бог. Борците од првата линија, на борците, значи од првата линија, ќе им додаде борци од втора линија. Борците од втората линија ќе се префрат на првата линија и така на Божиот народ ќе му донесат охрабрување и борбата ќе биде извојувана. Бог чува силни борци во духовна смисла кои се некаде и во дадено време ќе се ги активира и тие ќе помогнат на веќе ослабените борци од првата линија. Дали се разбравме? Што значи за нас е ово охрабрување? Дека имаме браќа и сестри кои ќе ни помогнат во време на страшните кризи, ако ние малаксаме, ако ни е тешко. Да. Добро. Одиме понатаму, запазете. Кога кризата ќе дојде на нас, кога времето на неволи ќе дојде, Божиот закон ќе биде прославен. Ќе дојдат несреќи, најстрашни, најмалку очекувани. Овие опустошувања ќе се нижат едно по друго. Книга Евангелизам, 26 страница. Запазете го и ова. Најстрашни несреќи се наближуваат. Тоа е едно. Овие несреќи ќе се нижат едно по друго насекаде. Да сватиме, браќи и сестри, во кризата која доаѓа, ќе се извршат многу Божи судови, не само едно или две, повеќе. И еве природните несреќи кои доаѓаат природни несреќи. Кога велиме природни несреќи, мислиме на катастрофи како што се пожари, поплави, земјотреси, вулкани, војни и така натаму.
podignuvanjem на морските бранови, се вика цунами и така натаму. И за тоа ќе стане збор малку подосна, исто како и овие кои светот ги доживува, но со многу поуривачка сила. Елен Вајт зборува за прво земјотреси, вулкани, глад, епидемии, тоа се болести, за големи морски бранови, односно цунами. И еве го цитатот. Одборни вести број 3 страна 391 вели: страшни удари ќе дојдат на земјата. Ценети места, изградени со огромни издатоци, ќе постанат куп урнатини. Земјината кора ќе биде исцепена со елементи скриени во утробата на земјата. Да видиме коментар на ова. Запазете. Страшни удари, тоа е првиот елемент, тоа се земјотресите. Ценетите места ќе бидат куп урнатини, тоа се скапоцените палати, изградени од најскапоцен материјал, вели ќе бидат обично купиште на ѓубре. А градени се за да се спротивстават на 9 степени и повеќе земјотрес. Ништо нема да вреди, ќе бидат урнатини, обични. Градени со многу пари од многу богати луѓе. Ќе исчезнат под притисок на силни земјотреси. И гледайте сега што кажува, земјината кора ќе испука. Ова се однесува на страшните вулкани, чија температура е повеќе и повеќе од 1000 степени и далеко повеќе, и земјината кора тоа не може да го издржи, ќе мора да напукне и оттаму ќе се истори на човештвото такви вулкани, да пред себе вели ќе ги исушуваат големи извори на реки. И големи камења ќе излезат од утробата на земјата. Едноставно ова се повеќе и повеќе ќе се зачести при крајот, односно пред завршетокот на времето на милоста. Гледайте уште нешто. Во книгата Мараната од Елен Вајт на 174 страница, 19. октомври 1897 година ова е кажано. Еге Вајт кажува: во последните гледања, таа имала гледања и виденија, визии за она што ќе се случува. На неа Господ и кажал многу нешта. Таа има напишено преку 2000 виденија и многу пророштва. И зато со право се нарекува на вестник Господова, зато се крии пророк Божи. Меѓутоа од скромност и понизност никогаш не кажала дека е пророк. Да не се возгореде или да луѓето да од неа не направат идол. И зато го тоа не го кажувала јавно. Всушност таа е пророк Божи. Таа е вестник Господов. Објавител на тоа што го видела. Оно што Бог и го кажал. И еве што кажува. Во последните гледана на земјината историја ќе беснеат војни, ќе има зарази, болести и глад. Длабоките води ќе ја надминат својата граница. Имовината и животите ќе бидат уништени со вода и оган. Нели е сериозно пророштво и тоа ќе се исполни. Гледайте понатаму што се случува. Овде, како коментар на овој цитат што пред малку го прочитавме, се упатува на нешто. Да запазиме што е тоа. Се спомнуваат војни, епидемии, зарази, болести и глад. Важен коментар од Елена Вајт е: длабоките води ќе ја преминат својата граница. Длабоките води, тоа се океаните. Нивната граница тоа е крајбрежјето. Огромните бранови тоа се цунамите. Морето и брановите ќе ја поминат својата граница и после нивното повлекување ќе остане опустошување. Еве, јас сум навел овдека еден текст од Библијата Лука 21-25. Исус го кажа, луѓето ќе умират, вели, од страв. Да, луѓето ќе умират од страв од она што доаѓа. Браќи и сестри, пред него што ќе завршаме овој крајот на вечерното проучување, дозволете ми само уште една реченица или две да прочитам од ова стара и добра книга. Овде, во оваа книга, ова сега што ќе го прочитам, само да го тоа најдам. Еве. 1909 година, на тогашната генерална конференција на адвентистите на 7-миот ден, се собрале многу делегати.
разправале за одредени теми, настани во црквата, настани во светот, и меѓу другото се обратила Елен Вајт на таа генерална конференција и еве што кажала. Наскоро меѓу народите ќе избие таква караница и такви неволи во таква мера, кои сега не можеме ниту да ги замислиме. Наскоро меѓу народите ќе избијат страшни немери, кои нема да се завршат се до Христовото доаѓање. Човештвото ќе се соочи со најстрашната криза по своето постојање. И еве, тука е крајот на ова наша вечерна презентација. Сакам да ве прашам, браќи и сестри, дали ова доволно беше јасно? Не дека ние ова не сме го читали или не го знаеме, дали видовме овдека нови елементи, нови изјави на духот на пророштвото, нови пророштва. Дали веќе видовме овдека дека нешто веќе се случува, а нешто се очекува да се случува во време кога Господ ќе даде наредба. Арсеналот Божи е полн со оружје и се чека моментот да се отвори арсеналот и да Господ го употреби тоа оружје. Тој нема да користи бомби, ракети, најсовремени. Тој нема да користи никакви тенкови, никакви пушки и така натаму, тоа не му треба. Тој ќе си ги употреби природните елементи кои ќе му помогнат да човештвото биде казнето, гревот отстранет, а праведниците ослободени. И ние дојдовме во таква ситуација да кажеме: да, Господе, веќе гледаме дел од тоа. Погледайте ги цунамито таму во Индонезија, во Јапонија, и ќе видите дека дел од тоа се исполнува. Погледайте ги земјотресите кои во последно време ќе бидат се позачестени. Пожарите ќе бидат се позачестени, вулканите ќе бидат се позачестени, воените судири меѓу народите ќе бидат исто така се позачестени, разновидни болести ќе се појават. Целата природа, да така кажем, ќе биде во некаква побуна, во некакво движење и едноставно земјата ќе изгуби својата равнотежа. Ќе се лулаве и како пијан човек, а властите ќе изнемогнат, а обичните граѓани ќе се прашат што ли се тоа случува. И кажува духот на пророштвото: ќе доаѓат луѓе и ќе ги барат верните и побожни луѓе, да им кажат што се тоа случува пред нив и околу нив. И знаете што кажува? Ќе нема кој да им каже. Каде ќе бидат тогашните Божи деца кои тоа треба да им го кажат? Ќе дојде време кога Божјата реч нема да биде во употреба, ќе биде исфрлена, ќе се воспостави нова Библија во новиот светски поредок. Сегашната Библија, браќи и сестри, кои имаме оригинална света книга, ќе ја исфрлат, наместо неа ќе создадат Библија по која ќе се управува новиот светски поредок и по која ќе се управува новата религија светска. Нели? Така да живееме во време кога она што го Христос кажал, старите пророци што го кажале и Елен Вајт што го има запишено, веќе се остварува. И ние, браќи и сестри, тоа гледаме. Што ќе направиме после се ова што го учиме или што го откривме и дознавме, што ќе превземеме, браќи и сестри, како доказ дека веруваме на тоа што го учиме, што ќе превземеме всушност. Оно што сакам да го нагласам, а тоа е, браќи и сестри, да се потрудиме, да им на луѓето, да ги насочуваме мислите на луѓето на последното време. Со намера и желба да многу добронамерни и поштени наши сограѓани, наши сонародници, ја примат вистината. Многу, нели читавме пред тоа еден цитат, многу, кога ќе ги видат настаните како се одвијат, кога ќе се соочат со криза, оваква или онаква, вели ќе се пробудат и ќе ја примат вистината. А ние треба да го исполниме она што Господ го рекол во свое време. Те праќам, сине човечки, те праќам да изнесуваш мојата реч. Зборувај и кажувај. И да завршам со еден библиски текст. Ако се добро сетам, ќе ми биде мило да го знаеме. Некаде во книгата на пророкот Еремија, од 20-та глава па понатаму,
стои запишан еден повик до израелците во она време, а во индиректна смисла тоа се однесува и на нас денеска, на генерација на Божи деца кои живеат непосредно пред доаѓањето на Христа, а генерација која влегува во завршната криза на сите кризи. Таму пишува вака: О, земјо, 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 слушни зборовите Господови. Запомнете, браќи и сестри, 3 пати Бог кажува о земјо, о земјо, о земјо, со цел да нагласи колку се сериозни неговите зборови, колку се неговите пораки сериозни, луѓето да отворат уши, не само овие прозори на улицата, како се нарекуваат физички, него да ги отворат и ушите на душата своја, да го слушнат тоа, да го разберат тоа, да го примат тоа и да живеат по тоа. Тоа значи благо на тие кои слушат, благо на тие кои имат уво. Тоа во суштина значи. Така да, браќи и сестри, да донесеме одлука вечерва. Од овој момент па понатаму, се до Христовото доаѓање, да не мируваме, а на луѓето да не им насочуваме каква опасност се наближува. Да не речат луѓето: знаевте, молчевте, ништо не ни кажавте. И да бидеме виновни пред Бога. Бог ни открил и наша задача е сега да го тоа кажуваме. Али како да го кажуваме, браќи и сестри? Не на наметлив начин, не на досаден начин, не на екстремен фанатичен начин, туку на еден достоинствен, природен начин, на начин на кој на луѓето нема да им се создаде слика дека ние ги заплашуваме, па да бегат од нас, како од диви зверови. Туку едноставно да тоа што ќе им го кажеме, осетат луѓето дека им го кажуваме со љубов, со почит, со длабока љубов, да едноставно сватат луѓето дека има спасение од ова криза која доаѓа и да се спасат луѓето на времето. И затоа, браќи и сестри, ве поканувам да секогаш каде и да сме, по нешто во джепот си носиме за сведочие. Некој трактатче, некој пенкалце, ливче слободно и на него, каде и да се сретнеме со луѓето. Едно телефонче да размениме, една адреса да размениме, едно зборче да кажеме. И тоа ќе значи за многу души поттик да се сетат: еден човек беше на тоа и тоа место, ми даде телефонче, јас се запознав со тој човек, бев кај него или тој беше кај мене, тој човек беше мост преку кој ја дојде во Царството Божјо. Така да, браќи и сестри, нека и ова вечерва не биде за нас страв и упла, него нека ова биде поттик да сватиме дека Бог се обраќа на сериозни луѓе, сака да соработува со сериозни луѓе, не со кукавици, туку едноставно да соработува со луѓе умни, со луѓе кои го сакат, луѓе кои сакат да служат на него, луѓе кои се подготвени да подметнат свој грб, за да може Бог да стави повеќе товар на тој грб, онолку колку може да се носи. Ето тоа е се. За ова вечер се надевам, браќи и сестри, дека бевме јасни, дека добро е разбор по вистина и нека ни Господ помогне да го ова практикуваме на дело. Каде и да сме, носете ја заедно со мене веста дека ни доаѓа Господ Исус, а знаците веќе тоа го кажуваат. Амин. Милостив, праведен наш Татко Небесен, со многу љубов, со понизност, со радост и благодарност и со многу почит, ние клекнавме пред Твоето величенство, пред Тебе како наш драг Татко и Создател, како некој се грижи за нас. Да Ти ја искажеме нашата благодарност, што имавме можност во текот на днешниот ден да се духовно храниме од богатата Твоја трпеза. Ти благодариме за сите благослови, Господе. Ти благодариме за сите совети и опомени, за водството Твој за сите добрини. И Те молиме да ни помогнеш да се однесуваме достоинствено пред Твоето лице и каде и да сме, да внимаваме, Господе, чии представници сме и да внимаваме на кого му служиме, да бидеме достојни во времето во кое живееме за Твојата волја, да биде спроведена така како што Ти сакаш. Ти благодариме што не опомена и на времето во кое живееме
i ni kaže koji oružje će gi koristiš, si gi koristili, gi koristiš i će gi koristiš vo bliski na sve poveće, pred da dojde dragi tvoj sin. Pomogni ni da se postavime seriozno u ovo vreme, ova da ne uplaši tuku vo nas, da se osede ušte pogolem interes za prodlobučuvanje vo proučuvanje to na biblijski te proroštva. Posebno te molam za braćete i sestrite koji imat problem sa svojeto zdravlje, koji se vrzeni za postila, koji taguvat, Gospode, o svojeta duša i molat za zdravlje, čiji tela se vrzani za postela i molat za tvoja pomoć. Te molam za naša ta draga sestra Mimica, mlada je, Gospode, i pred neja je životot, može da ti posluži. Ti si i dao, Gospode, talenti, darovi i sposobnosti, ti možeš da gi iskoristiš preko neja. Zato te molim, poseti je u ovaj moment ili spored tvojata volja ti koga sakaš. I neziното telo dopri go sa tvoja ti celiteljska raka. Progovori mil zbor na nezinata raneta duša i ona bolno mesto kada što telo to strada, neka po naredba tvoja se povleče bolesta. Neka ova mlado devojče, Gospode, ti se stavi na raspolaganju u tvoj tarace i bogato da ti posluži. Da bide na radost ova za roditelite, na radost za narodu tvoj i za slava tvoja. I za site drugi braći i sestri koji ima problem sa zdravljetom, poseti gi večerva, izlekuvaj gi i preko njih, Gospode, upotrebi gi kako tvoje oružje, da se bogato proslaviš za blagoslov njiven i nam za radost izreknuje našta vera. Ušte naš od srce molime i blagodarime za sve što deneska go slušavme, za sve ono što će go primenime u praksi i za novi poraki koji će ni dadeš pred nas. Hvala ti ušte naš, Gospode, za ova molim i blagodarim u Hristovo ime. Amin.